Благодарам, господин Джафери. На само 5 дена пред заминувањето на оваа влада, потребно ни е веројатно сето ова што се случува со собранието, да може јавноста, односно на граѓаните, да ја видат вистинската слика и ситуација за издржајноста од функционирањето на собранието и на пратениците. Јас во оваа прилика имам два предлози за измена на дневниот ред. Првата е точката врз основа на членот 77 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, точката под реден број 47, предлог на закон за изменување и дополнување на законот за тутун, производи од тутун и сродни производи по скратена постапка, да се помести и да се замени, односно со точката 16, предлог на закон за изменување и дополнување на законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, исто така по скратена постапка. Зошто го барам сето ова? Затоа што сметам дека земјоделците имаат надежи и очекувања со одредени законски решенија да можат на поедноставен начин да ги добиваат, односно да ги остваруваат своите права по основ на поднесени барања за субвенции, а на самата комисија која ќе дојде овој закон за разгледување, малку повеќе ќе се занимаваме со членот 79 од предложениот закон, кој што за себе крие интересни нешта, патем да упатам, затоа што станува збор за предлог од пратеници, едно прашање до нив, зошто ви треба оваа работа, зошто министерот за земјоделство не смогне храброст да дојде сам да ги предлага законите. Не сте вие негов сервис. Зашто таа сервилност од ваша страна? Тој треба да ги брани овие закони. Вие немате такви податоци и информации да можете да составите овакви дополнувања и измени на овој закон. Ве молам. Вториот предлог е точката под реден број 44, предлог на закон за дополнување на законот за земјоделство и рурален развој, да биде поместен на место на точката 15, предлог на закон за изменување и дополнување на законот за семејство. Исто така во скратена постапка. Токму од овој закон, ова апсолутно се согласувам, со продолжување на праксата, како и во изминатиот период, за изземање на обврските на земјоделците да поднесуваат докази дека се измирени обврските во однос на пензискиот фонд, фондот за здравство и ДАНО. Сега пак ќе се запрашате... 44-та што се незе? Кој ви е предлогот? Кажам. Значи 44 на место на 15. На 15. Затоа што ве слушам 47-ма цело време, ве слушам се збора, не го слушам предлогот. Вториот предлог, да. Да завршам ќе значи, како што беше и досега да продолжи праксата, тоа е во интерес на самите земјоделци да можат да ги добијат субвенциите покрај реализацијата на обврските кои што ги имаат за плаќање на сите обврски кои што ги имаат контролни средството за земјоделство. А ќе разговараме зошто е ова причина така и зошто не е решено. Пратеникот има два предлога, точка